од нас зависат многу работи, меѓу кои и грижата за националното и природно богатство кое го имаме во изобилство, сакаме да го зачуваме за генерациите по нас. Токму ова е темата на редниве минути во Македонија наутро. Во југозападниот дел на Македонија, налик на пречник кој што ги разделува Охридското и Преспанското езеро, се простира прекрасната Галичица. Дел од планината представува национален парк заедно со Охрид и езерото и е ставена под заштита на УНЕСКО. Повеќе од 1700 растителни и 3300 животински видови кои ги поседува националниот парк ни даваат причина повеќе да го чуваме, се разбира, и заштитиме. Под мотото Националниот парк Галичица и пријателите поблиску до вас, в понеделник Националниот парк организира отворен ден за посетителите за ова, но и за тоа колкаво е учеството на државата, но и нашето во заштитата на националните паркови. Разговараме со Ангела Тасовска од јавната установа Национален парк Галичица, ја имаме на Скайп. Добро утро, Ангела, благодарам за трпението прво и за гостувањето во Македонија наутро. Добро утро, Кристина. Ме слушате, така? Ве слушаме одлично и ве гледаме. Имаме тема која што е многу актуелна и вредна за дискутирање. Ако на овие животински и растителни видови, 1600 растителни, 3300 животински видови, додадеме значајни културно-историски споменици, му даваме дотолку повеќе и значење на националниот парк Галичица, основан во 1958 година, чинам. Точно така, во право сте. Националниот парк Галичица е формиран во 1900, односно прогласен 1958 година. Како што споменавте, се простира на територија од 24.152 хектари. Националниот парк Галичица изобилува со голем број природни и културни вредности. Поседува 37 типови на живеалишта, 63 растителни заедници, што тоа го прави да е примерно растително подрачје. Од безарбетната фауна имаме околу 2700 безарбетници, а околу 1600 припаѓаат на пеперутките, што значи дека исто така примарно подрачје за пеперутки. Важно е да се спомене за Националниот парк Галичица дека е кандидат за Натура 2000 подрачје. 72% од територијата на паркот влегуваат во светското природно и културно наследство. Исто така е дел од Демерат мрежата. Значајно е да се напомене дека во 2010 година Националниот парк Галичица станува дел од прекограничниот Преспа парк, а додека во 2014 година станува дел и од прекограничниот биосферен резерват Охрид Преспа. И она што е многу важно, се извинувам што прекинувам низ годините, е што нуди Националниот парк од година в година се повеќе рекреативни и туристички содржини за посетителите, и тоа од планински велопатеки па до параглайдинг. Статистиките изминативе години велат дека повеќе од 150.000 посетители има Националниот парк на годишно ниво. Какви се бројките за оваа година, иако е рано да резимираме, но сепак до овој месец, еве да кажеме, какви се бројките, дали ковид пандемијата ги донесе граѓаните во природа? Граѓаните ги донесе ковид пандемијата во природа, меѓутоа бројот на посетители беше значително опаднат, особено најлоша година ни беше 2020 година. Странските посетители не беа во можност да ја посетат Галичица, но во 2021 година веќе имаме некој подобрување, па се надевам дека и ова година имаме некоја најава веќе на туристи. Мислам дека вчера беше првиот лет од Холандија, така што се надевам дека ова година ќе биде уште подобра во однос на туристичката сезона. А во однос на посетителите, колкав број од нив се домашни, колку странски туристи? Како стоиме тука со статистиките? Да, во најголемиот број според статистиките се странски туристи. Под мотото Национален парк Галичица и пријателите поблиску до вас, в понеделник организирате отворен ден. Тука сакам да го ставиме малку фокусот на редните минути. Како е организиран, што се ќе нуди, кој се може да дојде, каква е агендата? Точно така. Во понеделник, односно до 23 мај, со почеток од 10 часот се до 18 часот попладне, се организира отворен ден под мотото Национален парк Галичица и пријателите поблиску до вас. Ваков тип на настан се одржува по прв пат. Ке се одржува во нашиот инфоцентар во Охрид, односно
Велестовски пат безброј, мислам дека сме лесни за локација. Целта, едни од приоритетите зашто го реализираме овој отворен ден, односно го организираме, е да дадеме еден скромен придонес за промоција на сите туристички вршители на дејност на територија на паркот, да вкусиме некоја традиционална храна од подзаборавените рецепти од Охридско-Преспанскиот регион, потоа промоција на работата на паркот, сите дозволени, забранети активности, да се потсетиме како треба да се однесуваме во еден национален парк, и нормално запознавање меѓусебно, дружење и комуникација. Одговорноста и заштитата на националните паркови е тема која што сакам да ја отвориме наредниве минути. Споменав во најавата дека грижата е и институционална, но и индивидуална. Сакам да ги обработиме малку и двете страни на приказната. Во однос на институционалната одговорност, кои законски мерки и прописи се на сила и како државата се грижи за националните паркови? Што е нејзина задача? Така, со самото номинирање државата и прогласување на заштитени подрачја од различни категории придонесува за зачувување на природните и културните вредности кај нас. Република Северна Македонија има донесено голем број на законски и подзаконски акти кои што го регулираат прашањето сеопфатно за животната средина. Конкретно Националниот парк Галичица во однос на делот на финансирање, иако според Законот за заштита на природа треба да биде финансиран од државата, нашата установа е на самофинансирање, односно 50% од финансиите ни се од Фондот за природа во Охрид и Преспа, односно ПОНТ, Преспа Охрид Nature Trust. Се останато е преку наплата на влезници, одржлив туризам, надоместок за посета на посебни објекти, донации, различни фондови и слично. Институционалната одговорност е важна, но особено важна е и индивидуалната, на која што ќе се зборува многу на отворениот ден. И имаме ли доволно, знаеме ли да ги чуваме националните паркови? Каква е сликата за нас во природа? Многу малку знаеме, сеопфатно за заштита на животна средина, но мислам дека се стремиме некако кон подобрување и затоа јас секогаш говорам дека е многу битно еколошката едукација да биде еден составен дел од нашиот секојдневен живот, без оглед на тоа дали ќе биде формално образование, неформално преку различни работилници, саеми, едукативни настани или да биде спонтано дел од нашиот секојдневен живот. Мислам дека еколошката едукација на вистина треба да биде еден неизоставен дел и е една клучна, значајна алатка за да осознаеме и што е животна средина и како треба да се однесуваме. Генерално, кога се прави било каква туристичка понуда, први на списокот се ставаат и националните паркови на една држава, како можност каде би можеле да појдат туристите. Секако Националниот парк Галичица го има на туристичката мапа. Што е оно што можеме да го направиме во контекст на подобра заштита на природното и културно богатство? Сите заедно да почнеме да го перцепираме сето она што ни го дала природата, најпрви не тоа најважно, да го перцепираме како едно заедничко добро. Значи, институциите нормално да финансираат заштитени подрачја, да поддржуваат истражувања кои што треба континуирано да се спроведуваат. Мислам дека тоа е она клучното и како што напоменав и претходно, еколошката едукација. Првите туристи, првиот чартер со туристи од Холандија вчера пристигна на аеродромот Свети Апостол Павле. Има ли закажана агенда за посета на Националниот парк? Имате ли информација дали холанѓаните ќе дојдат во Националниот парк деновива? Информации имаме, да, туристичките даватели на услуги веќе си имаат своји тури во текот на своето работење организирани. Нормално нашите простори, инфоцентарот во Охрид и инфоцентарот во Стење се отворени. Ни доаѓаат во летниот период посетители, особено странците се распрашуваат, сакаат да дознаат повеќе за паркот, така што ние сме секогаш отворени за соработка. А кој е вашиот умилен дел од Националниот парк или кога ќе ве прашаат што прво да посетиме, која е вашата прва сугестија?
Галичица е посебна, без оглед на тоа кој дел ќе го посетите. Некако Магаро е најкомерцијализиран дел, но има други врвови кои што треба да се посетат. Би ги предложила врвот Томорос, каде што може да од врвот да го погледнете најголемото карсно суво поле на територија на паркот, да се искачите до врвот Лакосигној, каде што ги имате двете езера на видик, да се искачите до Бугарска чука врвот, каде што можеби ако имате среќа ќе ви претрче и некоја срна или елен. Стара Галичица е уникатна на свој начин, има навистина доста места за посета. Релативно кусо време работите во Националниот парк Галичица, но на младите останува иднината и тие се тие кои што треба да прават промени. Какви промени сакате да видите и како сакате да го видите Националниот парк, еве да речеме за 15 години од сега? Какви промени вие би сакале да направите? Најпрвин со оглед на тоа дека мојата работна позиција е соработник за еколошка едукација. Така. Веќе 10 месеци действувам во тоа поле и пред себе сакала што е можно поголем наплив и заинтересираност од страна на учениците и наставниците, соопфатно училиштата, заедно да се залагаме за животната средина, што можно повеќе заинтересираност, затоа што навистина е доста значено и мислам дека некако го имаме изоставено тој дел. Нормално, безпрекорно работење, кон кое се стремиме веќе неколку години со самата реконструкција на паркот од 2018 година, поголема заштита на природа и тоа е тоа во главно. Одржлив туризам. И оние кои што можеби пропуштија сегмент од разговорот кога зборувавме за отворениот ден, уште еднаш да ги потсетиме. Националниот парк и пријателите ќе бидат поблиску до посетителите в понеделник. Што се нуди денот, каква ќе биде агендата и за кого е намената? Точно така, ги покануваме сите кои што не гледаат на територија на Преспа, на Охрид и пошироко, да не посетат на 23 мај со почеток во 10 часот, да се запознаат кои се активности може да ги спроведуваат на територијата на паркот, да вкусиме по некоја храна, да се дружиме, да споделиме некои идеи и предлози, да не посочат нас како до подобро управување и нормално заеднички да придонесуваме за паркот. Ангела, благодарам за гостувањето во утринската програма. Доаѓа период на повисоки температури. Секако ќе ни треба место каде ќе може да здивнеме и уште подобро да се рекреираме. Националниот парк Галичица е секако отворен за сите нас. Нашата должност е да ги почитуваме правилата на однесување за сите да бидеме среќни. Благодарам. Благодарам и вам. Убав ден. Убав ден посакувам. Тоа беше Ангела Тасевска од јавната установа Национален парк Галичица, со која што отворивме многу теми. Дел од нив се однесува на институционалната индивидуална одговорност во заштитата на Националниот парк Галичица, а другиот дел од разговорот го посветивме на настанот кој што се случува на 23 мај, в понеделник, отворениот ден. Доколку размислувате каде, нашиот предлог е во Националниот парк.